Дамјан, на почеток би сакала да те прашам како ти започнува еден ден, бидејќи на вас музичарите претпоставам дека малку подоцна денот ви почнува. Да, подоцна ни почнува денот. Посебно после викенд, понеделниците се малце потешки, но потребен е. Сонот е навистина потребен и за гласот е најпотребен сонот. Обично спиам дока и 10-11 часот, станувам нормалните утрински рутини, појадок кафе и денот започнува. Кажи ми, какво детство имаше, Дамјан? Вака, што ти останало во најубаво сеќавање од твоето детство? Добро, моето детство беше исполнето пред се со музика, со дружби, со моите родители, заедно со нивни пријатели, секогаш била музиката присутна. Доста музичари и композитори доаѓале кај нас дома. Значи, од најрани години сум бил со музиката. А инаку, за детството, како и секое дете, со игри, со другарчиња, со спорт. Ти недостасува ли детството? Секому му недостасува детството, но сепак и овие години кои што ги имам сега и овој период од животот е убав, си има своји убави, детството си има своји убави, тинејџерството своји убави и така. Од кога пројави желба за музика, желба за пење? Па не се сеќавам, како што кажав, цел живот ми е со музика, така да не можам точно да кажам. Не можам да речем дека со народна музика професионално, со настапи и со константно вадење на песни и така натаму, се занимавам некои 8-9 години. Значи негде до година би било еден јубилеј, 10, па може да се рече, така некаде. Да, така некаде. Бидејќи неминовно е тоа да го споменам, твојот татко кој што е доаен на македонската музика, кој што остави навистина траен белег, многу хитови кои што и ден денеска се пеат и вие како наследници ги пеете на вашите настапи. Што научи од Војо? Кои мудрости ги научи? Пред се како и секој родител, како и секој татко, совети за животот, многу бев поврзан со него. Па можам да речам секаде каде што можеше да одам со него, одев. И веќе во тинејџерските години бевме баш како другари. А стрикно за музиката, самото слушање на неговата интерпретација и неговите песни подсвесно ме учело, иако одев и на музичко, се нижо, средно, потоа и факултет, значи и класичната музика изучував таму, но сепак народната некако тој ми ја врежа несвесно, но многу длабоко. Ти остави ли некој аманет? Аманетот е да го продолжиме патот, да продолжиме борбата за македонската музика пред се. Она што тој го негуваше. Така. И да продолжиме да сме силни како фамилија, бидејќи ние сме и голема фамилија, покрај тоа што имаме и многу музичари во фамилијата, но и општо сме многу голема фамилија, многу братучеди, многу тетки, чичковци и така натаму. И тој беше столбот на цела фамилија и ни остави аманет да се држиме и сега за сега добро ни оди. Понекогаш кога нели еден млад пеач или било што гради некоја кариера, неговиот татко бил многу успешен во тој домен на уметноста, понекогаш ти представува ли можеби голема одговорност за да овој пат го изодиш како што би сакал твојот татко? Да, секако е голема одговорност, но сепак секој човек си е човек за себе, секој треба сам да си изоди некој пат. Јас го имам правецот, но сепак останува на мене борбата. Одговорноста е голема, во секој случај,
нормално голема и честа и предноста што ми е татко Војо. Концертот што го имаше Владче, твојот братучет во опера и балет, бев присутна таму и имаше еден момент кога нели сите седнавте на бината и пеевте. Дали тоа би беше планирано или се случи така спонтано, бидејќи навистина публиката ја кренавте на нозе и беше навистина еден момент, како да кажам, и емотивен и вашата близина се почувствува, сето она што кажа дека треба да го негувате како семејство. Така, точно како што кажав и пред тоа. Инаку, таа е наша фамилиарна песна. Уназад многу поколенија се пее во нашата фамилија, а и некако и народот се навикна заедно да ја пееме таа песна, заедно да не гледа на таа песна и се подразбираше дека ќе биде така. Најчесто ја пееме јас и Владко, но тука беа и нашиот братучет Дарко ни се придружи и нашиот колега Спасен. Го планиравте тоа или така спонтано се случи? Па спонтано се случи. Значи не беше ништо планирано? Не беше планирано. Едноставно си знаеме на таа песна треба сме заедно и готово. Многу песни еве досега имаш снимано. Меѓутоа, мислам дека втора или трета поред ти беше Тешко мина докторет, те одбележа некако како Дамјан и ми се чини дека нема веселба на која што таа песна не се изведува. Како се создаде? Знаеше ли кога ја снимаше дека ете ќе биде хит? Па вака, таа е песна од Пиринскиот дел на Македонија, денешна Бугарија. Имав некои очекувања за песната, бидејќи знаев дека е добра и тие околу што ја слуша околу мене и така доста има позитивни критики за песната. Не можев да знам, никој не може да знае до каде ќе оди песната, но сепак таа песна сум многу благодарен што ете таа песна дојде до мене и на некој начин со неа започнав со кариерата. Без очекувања, меѓутоа хитот се создаде многу брзо на почетокот на твојата кариера. Бидејќи кажав дека сте вие цела фамилија големи патриоти, исклучиво пеете македонски изворни песни, значи би се случило ли на настап некогаш да ви побараат некоја друга песна од некој друг жанр да ви побараат, а вие да не ја изведете? Па не, ретко се, многу ретко, можеби во почетоците ете по кога сме пееле ете во кафана или бидејќи сите сме го започнале покрај тоа што сме ете од Војо и така натаму, сме го започнале патот како и сите. Значи во кафана со тука можеби се случувало и ќе испееш некоја и друга песна, но од кога веќе фатив еден правец по кој што луѓето ме препознаваат, не ми ни бараат, а искрено и немам ни потреба да пеам, не поценувам никоја музика, ги слушам сите музики и ценам се што е квалитетно, бидејќи и за да ствараш музика мора да слушаш музика. Тој што не слуша музика не може да ствара музика. Исклучиво на сите оние настапи кои што ги имате, без разлика дали се концерти, дали се свадбени прослави, значи си го пеете она изворното македонско кое што си го и создавате и го негувате. И нашите нови песни, а изворните се неизбежни. А која песна пак најмногу ви ја бараат на настапите кога одите надвор во диаспората? Па не може посебно да се... Има некоја што е вака најбарана? Не. Значи сите овие што ги изведувате? Нема. Горе-долу истиот репертуар што го пееме овде, го пееме и во Австралија, и во Германија, и во Америка, и не знам каде. Ги пееш и песните од твојот татко, се разбира. На која песна најмногу бакшишева од твојот татко конкретно сте добиле? Неблагодарно е да кажам, не знам. Инаку своевремено докторе кога беше така баш во екот, беше можеби најплатената песна и не само на мој настапи, туку и кај многу колеги мои. Точно, затоа реков, не поминува веселба без да се спомене, така како што Владче го одбележа велат нема, ми се чини дека тебе те одбележа таа песна.
Какви се македонците во диаспората како публика? Самата далечина, самите километри, самите години оддалеченост од Македонија си оправат своето. Работи носталгијата. Добро, сепак во денешно време можеби многу помалку во споредба со пред 20 на 30 години кога ете одел татко ми таму. Сепак биле многу била поголема носталгијата и поретко доаѓале и сега и со интернетот е многу подостапно и многу повеќе наши групи изведувачи одат во Австралија. Но сепак на нашите настапи навистина се чувствува носталгијата за нашата песна. се чувствува носталгијата и навистина многу убаво поминуваме. Навистина е ценета нашата музика и ние како изведувачи, така да можам да кажам се најдобро за секаде во диаспората, не само во Австралија, убаво се поминува, но Австралија сепак е најголема нашата диаспора и некако е нај организирана, можам да речам, и најубаво можам да кажам дека се поминува. Што мислиш за состојбата моментално на нашата фолк сцена? И конкретно дали ти имаш некој што те менаџира или се менаџираш сам? Што и недостига на нашата македонска фолк сцена? Што е тоа што вас ви недостига за да имате како да кажам, и повеќе бенефити од она што го работите, да си го вреднувате и нели парично она за кое што се трудите и создавате? Какво е твоето мислење? Па јас лично сум задоволен, фала му на Бога, значи имам за еден убав живот. Инаку не сме баш во некоја многу добра позиција, но за тоа сме можеби и самите криви. Можеби не работиме доволно. Ќе ги ставам сите во исти кош. Можеби не работиме доволно. Секако влијанието на соседните, посебно музики, е преголемо во Македонија уназад со години, значи. Како многу се наметнува турбофолкот. Тоа е со години. Од кога памтаме така. Ама и ние самите можеби сме криви. Треба повеќе да работиме и посебно, значи неколку души сме што тоа што го спомнавме пред тоа, што пееме исклучиво македонска музика на настапите. Можеби кога би се зголемил бројот на таквите изведувачи што ќе пеат само македонско, народот ќе слуша тоа што ќе му го презентираш и ќе се зголеми нашиот пазар, да речем. Тоа е моето мислење, но сепак јас сум задоволен. Би се случило ли, бидејќи се провлекува таа тема веќе долго време на викање нели на артисти од надвор, значи од Србија, турбофолкери кои што се навистина многу со висока сума платени на разни наставни кај нас, ви се случило ли вас како како Дамјан, како Владко да ве повикаат на некој настан, на пример во Србија, во Хрватска, да пеете? Мене би се има случајно, но пак тоа е од македонските здруженија. Значи, пример, здружение во Србија, здружение во Хрватска. Мада не сме се договориле, но сум имал покана. Не, тоа се нема случајно, но сепак пак ќе кажам, значи треба многу да работиме. Прво и малце јазичната бариера си го прави своето. Српскиот јазик се зборува во колку земји и се разбира. Со македонскиот е можеби малце потешко. Но сепак тоа сме што сме. И треба така да продолжиме борбата. И грчкиот си е само во Грција, па грчката музика е сепак ценета во цел свет, така? А не ја разбираат. Каква е дружбата меѓу колегите на фолк естрадата? Со кого најмногу се дружите, со кого сте блиски, освен нели со вашите братучеви? Па добро, најмногу со фамилијата. Потоа со Спасен Силјановски, кој што повеќето и мислат дека сме фамилија, но не сме другари.
Со Благоја Груевски, јас лично, со Благоја Груевски, па и со помладите колегијата, Методија Столески, ќе спомнам и ред други. Со сите сме во добри односи, но сепак сега и самото време е поинакво, дружбите се поинакви од тоа што биле. Сепак најмногу успеваме фамилиарно се дружиме. И сега во брак сте со Елена, веќе подолг период. Со што ве освои Елена и кажете ми колку има таа разбирање пак за оваа ваша професија? Добре, Елена беше доста мала кога се запознавме и доста мала и кога влеговме во брак. Нешто и со нешто јас сум освоил, со нешто и таа не можам да кажам точно со што. Кои карактерни особини кај неа ви се допаѓаат најмногу? Па добро, сепак што сум ја одбрал, ми се допаѓа во глобала, секој си има свои доблести и мани. Сепак таа треба да има малце повеќе разбирање спрема мене и мојата работа, бидејќи мојата работа е плюс, не е само кога сум на пеење, не се само настапите. Ми треба време да сум сам, кога треба да се смисли нешто ново, кога треба да се оди на некое снимање и така натаму. Значи, Па и кога треба да се оди на некоја турнеја подолг период, таа да се грижи нели за дечињата. Значи во глобала има разбирање за твојата професија. Да, па мора да. Тоа што е клучно за еден брак да биде успешен. Мора да има разбирање, бидејќи е малку е деликатна оваа професија и тешко доста и пеачи, а па и пеачки ми е тешко да си најдат партнер кој што ќе ги разбира и поддржува. Каков татко е Дамјан? Строг ли сте? На што ги учите вашите дечиња? Како ги воспитувате? Па добро, строг. Генерално и не сум толку строг, бидејќи се уште и мали. Син ми е 5 години, ќерка ми е 3 години. Се уште се мали. Ги оставам да си уживаат во детството. И не им наметнувам ништо за сега. Тоа за што ќе покажат талент, јас ќе бидам тука да ги поддржам, за што и да е, дали е за музика или за спорт или ете за учење. Дај Боже да се и по школата. Така да А покажуваат некој талент за музика? Покажуваат некој интерес, но сепак е многу рано да се зборува. Како што кажав, мене би ми било мило да се занимаваат со музика, но не форсирам ништо. Освен што пееш, свириш ли некој инструмент? Свирам клавир, хармоника, кавал, тамбура. Свирам повеќе инструменти, можеби не сум некој маестро, но можам да се отсрамам. Што би бил кога не би бил пеач? Која друга професија вака би ја одбрал? Па немам стриктно некоја професија, но во секој случај пак би била некоја професија која што не е врзана со некое класично работно време. Пак би била некоја по-слободна професија, да речам, мада и тоа слободна не е таква слобода како што и луѓето замислуваат. Секоја работа си има своја тежина. Покрај музиката, нели? Има ли нешто што Дамјан прави каде што ги полни батериите, бидејќи знаеме дека тие настапи колку се убаво е кога се пее, велат дека тогаш и стресот се надминува, меѓутоа и понекогаш знае и да замори. Нели? Каде ги полниш батериите? Имаш ли некој хоби, нешто што правиш, можеби некој спорт, можеби планинарење? Физички гледам да сум активен, дали пешачење, дали возење, точак. Инаку најмногу уживам во нашето село Букојчани, Кичевско, каде што секое слободно време го поминувам таму, кога сум во можност, нормално. И таму навистина ги полнам батериите во природа, во планина, се возам со
мотор. Уживам едноставно. Кој е твоето животно мото кое што те движи во секојдневието да одиш напред, нели, да бидеш добар родител, добар сопруг, па и добар во она што го работиш? Животно мото ми е дека Господ ме предодрил за нешто, и за пејач, и да станам и родител, и мора да бркам и работата, мора да го бркам и родителството, да бидам успешен и како родител. Едноставно, тоа што ми доаѓа во животот, дека се мора да се помине, колку и да е нешто тешко, нема откажување, тоа е моето мото. Кога ќе ве видам на сцена или на емисија на телевизија, тебе, Владче, посебно тебе и Владче, имате некои движења, значи на сцена, буквално како твојот татко Војо. Дали тоа несвесно ви доаѓа така природно или можеби сте купувале од него? Така сценски некој настап? Прво верувам дека и несвесно, значи од самото гледање и растење со тој човек и самата крв што имаме. Значи мене ми е татко, и на Владко Вујко, и тоа е исто многу блиска конексија, многу често и има и деца што личат на Вујкото. Тоа е многу често, така да не мислам дека е нешто намерно или едноставно. Значи природно така ви доаѓа. Тоа е природно. Природно. Сакав да те прашам, бидејќи Владче, нели, одржа еден концерт, одржа и во Антички, посакуваш така да ти се случи концерт како на Владче, солистички, пак да се соберете исто цело семејство? Дали имаш некој план за воиднина, нешто што така ти стои? Како не, секој го посакува тоа, секој го посакува. Значи, пред се ние сме горди цела фамилија на тој концерт што се случи, на Владко и на Златко. Секако дека би сакал, но се во своје време, сепак тие се и повозрасли од мене повеќе години и повеќе години се на сцената. Има време, кога ќе дојде време, ако дојде, ќе си биде. Подготвуваш некоја нова песна? Негде последната ми се чини дека ти излезе негде мај месец? Така нешто, мај, јуни, да. Потоа фатија гужвите, фатија настапите и немаше време да се спремаме. Сега спремаме на песна, на така семејна тематика. Изворна македонска? Не, нова песна. Ново компонирана, во тој дух, така. И потоа следува нашата турнеја. Па кога ќе се вратиме од турнеја, веќе малце по-сериозно ќе се фати работата, да се прават нови песни, можеби и некоја преработка на некои непознати песни. Но имаш дари за компонирање? Па да, досега повеќето песни мои се на моја музика и текст, инаку имам и за други пеачи доста напишано, и текстови, и музика. За аранжманите најчесто соработувам со Златко. Имам и аранжмани од Дамир и Мери. Имам и песни од Миле Барбаровски, од Ристо Краповски имам една. Но најмногу некако сам си ги правам. Тоа ми е некоја, како да кажам, некој порив кој што го имам и тоа е една посебна љубов. Најдобро човек сами од себе се познава за да се направи себе си песна. Па можеби и тоа, можеби самиот дефицит во последно време на композитори и на текстописци, можеби ме тера и самото тоа, но имам мерак. Добро, но со оглед на тоа дека и музички си образован, така да тоа си оди едно со друго, значи во секој случај си комплетен на музички план, значи и компонираш, и пееш, и си создаваш и текстови. Така да ти посакувам понатаму многу успешни проекти да направиш и само за крај, каде ќе бидеш за нова година, дали имаш договорено, каде можат да те видат оние кои што
сакаат да бидат присутни на таа ноќ или веселби? Па за нова година се уште сум во преговори, немам уште нигде договорено. А и искрено бајги ни се собра, ете цело лето беше на вистина на вистина турбо, ете сега и турнејата пак еден месец нема да бидеме дома, така да најверојатно можеби и ќе поминеме во домашна атмосфера нова година, бидејќи и некако нова година и не ја доживувам баш. Повеќе се радувам на верските празници отколку на нова година, така да не ми значи нешто посебно нова година. Сега релативно си млад, меѓутоа кога би имал моќ макар на еден ден да имаш, еве да бидеш премиер или да имаш некоја функција каде што би можел нешто да направиш добро за нашава држава, што би било тоа? Па не знам, на еден ден, не знам за еден ден што може. Добро, ете, да имаш функција некоја. Па ги сме некако за еден ден не знам дали може некој да не среди. Што најмногу ти пречи? Најмногу ми пречи тоа што македонските интереси некако многу малце се гледаат. Ете секој го камено си тежи на местото, мене најмногу ме боли за музиката. Не лично за мене, за легендите кои што поминале и оставиле нешто, не се испочитувани. Значи тоа навистина тебе ти е... Тоа ми е некако како сепак тие во нормална држава би требало да бидат херои, да има улици, плоштади по нив, зашто стварно се бореле за македонската музика во едно тешко време, во друга држава, во сосема поинакви услови, во сосема поинаков систем. Значи да почнеме и од најстарите, и од Сариевски, Васка, така натаму, па ете другата генерација на татко ми, на Пепи, на Гоце Николовски и така натаму. Значи мислам дека не се доволно испочитувани од државата. Можеби би направил нешто за тоа. Дамјан, ти благодарам многу за ова интервју и ти благодарам што ете одвои време и покрај нели, како да кажам, напорниот викенд што го имаше, сепак се согласи да поразговараме. Ти благодарам и ти посакувам многу успеси понатаму, твоето име да биде исто толку големо колку и твојот татко, ако не толку барем приближено. Ти благодарам за поканата и наистина ми беше убав разговорот и уживав.